со Европската унија, која што е наш најголем трговски партнер и која што мора да има значајно место заради тоа што цело време ние практично сме израснати во духот на евроатлантските интеграции, за брзото приближување на интеграцијата таму, а од друга страна добиваме се поголем дел од бројот на ограниченија. Тука имаме прашање производавачки за делот на произведението на новите извори на енергија. Предизвикуваат финансиски импликации за нас во овој процес на приближување. Сите што најмалку користат проектни инвестиции. Во ситуација кога Бугарија нема влада, кога се работи за нешто што маргинално е. 44 реформски чекори, од кои што 21 се веќе поврзани со исплата од над 92 милиони евро. Еден дел од тие чекори се во грејс период и се надам до крај на јуни би требало да ги реализираме. Има тука две точки кои што два чекора кои што оваа влада одлучи да не ги реализира, тоа што не се во интерес на граѓаните. Абсорбцијата на фондови останува под потенцијалот кој што би требало да го има. И поставена цел од редуцирање на овие процедури до 50%. Значи намалување на време на реализација на било која иницијатива и намалување на трошови. Втор чекор е намалување на број на неформално вработени со вкупниот број на вработени според податоци на Државниот завод за статистика за 20% до 25-та година. Ще се намали до 20%, што сметам дека помага и на државата и на здравиот бизнис, кој што донесе во развојот. До 25-та година. Меѓутоа имаме застој од една година со тоа што до крај на 26 до јуни 26-та со грејс период треба да се реализира. Службени екс официо истраги во основа на секторски ризик со пријавување на нелојална конкуренција, со спроведување најмалку 2 истраги со квартал. Тоа е помогнува на здравата економија. Идентификување на компании кои се соочуваат со финансиски потешкоти. И овој систем се алармира која компанија е во ризична зона и се предупредуваат компаниите и се најавува, односно коморите може да создадат систем за рано детектирање и интервенции кои што ќе помогнат во нормално функционирање на компаниите, што сметам дека е реалност и ние сите знаеме од епидемијата наша во бизнес секторот. Много често компаниите се допаѓаат ради XY причини, а тоа коморите може да помогнат во на детектирање и преземање на мерки. Четврт чекор е преоценување на сите шеми за државна помош и постепено обвинување или усогласување на оние кои не се во согласност со правото на Европската унија за државна помош. За државна собственост и закон за државни компании со цел подобрување на нивната ефикасност, транспарентност и финансиски перформанси. И осми чекор е воспоставување систем за површување на надоместоците на членовите на управните органи на државните компании со видните финансиски резултати и ефикасност во основа на јасно дефинирани индикатори за перформанси. Ова се само 8 чекори кои што се директно поврзани со Стопанска комора, инаку